Не успеа обидот на властите за затворање на нелегалниот пешачки премин кај мостот на Битпазар во Скопје. Додека градските власти се обидуваа да постават дел од оградата за да го затворат преминот, голем број граѓани и дуќанџии се собраа за да се спротивстават. Përpjekja për mbylljen e këtij vendkalimi ilegal në Bitpazar bëri që për disa minuta të bllokohet kjo rrugë për shkak se shumë afarisë që punojnë këtu afër, por edhe qytetar dolën në shenjë proteste për të ndaluar bllokimin e saj. Од СВР Скопје за ТВ21 изјавија дека биле преземени мерки и активности за одржување на јавниот ред и мир. По интервенцијата на полицијата, ситуацијата се смири и улицата беше повторно отворена, но преминот остана отворен. Еден трговец изјави дека во овој дел треба да има повеќе пешачки премини. Tu ambulant, shkollë, fakultet, krejt do ta fshile. Përpara ishin dy peshaqi këtu Allah, dy zebra ishin, njëna për qashi, njëna për pazar. Shti geto. Градоначалникот на град Скопје, Орце Ѓорѓиевски, вчера изјави дека мостот ќе биде ставен во функција, а истовремено ќе биде затворен и преминот. Таму кажав која ќе биде постапката. Од една страна, сето она што е узурпирано земјиште, велосипедска патека, тротоари и се останато треба да се отстрани. И во истиот момент да се затвори нелегалниот пешачки премин. Зошто? Затоа што има пешачки премини регуларни и подоле од улицата, но и на семафорот на раскрсницата погоре кај факултетите, така да законот е јасен, јасно предвидел тоа што некој сакал ете да се направи патека по која што ќе има полесен пристап до својот објект, но ќе стави илјадници животи под знак прашалник, особено млади деца кои што проаѓаат таму. Јас нема да дозволам и нема да го толерирам. Инаку, нелегалниот премин во зоната на Битпазар представува сериозен ризик за пешаците, бидејќи многу граѓани го избегнуваат постојниот надвозник и директно ја преминуваат улицата, каде што сообраќајот е густ. Надвозникот е во лоша состојба, неодржуван и со лифт кој со години не функционира, што го прави, речиси, неупотреблив.